Депонијата Вардариште заминува во историјата. Местото кое што со децении ги труеше скопјани, полека но сигурно почна да се средува. Со багери се претрупуваше земјиштето и се рамнеше теренот, а опасниот отпад и ѓубре беше изнесен со камиони. Надлежните започнаа со површинско чистење, а потоа ќе следи и процесот на одгаснување. Операцијата, која трае веќе неколку дена, се спроведува согласно изработена физибилити студија и предвидена динамика. На местото на повеќе децениската депонија на Вардариште ќе изградиме нов, современ парк по сите стандарди. Местото кое со децении беше извор на потенцијални зарази ќе прерасне во еден од најголемите паркови во Скопје, кој ќе се простира на површина од 300.000 метри квадратни и ќе биде изграден по сите европски и светски стандарди. За градоначалникот, градот Скопје конечно ќе добие нови бели дробови и ќе го подобри квалитетот на живот на граѓаните, нешто што беше негово ветување. Станува збор за сложен и сериозен зафат кој за прв пат се спроведува во државата по незината независност и представува значаен чекор во решавањето на еден децениски еколошки проблем. По оваа фаза ќе следува процес на одгасување на депонијата, која ќе го реализира специјализирана компанија со соодветна експертиза. Од град Скопје засега не одговорија што ќе биде со луѓето кои живееја на ова место во импровизираните куќерки, дали и тие ќе се рушат. Со години Вардариште беше место на кое избувнуваа пожари што предизвикуваа густ чад, мирис и дополнително загадување на воздухот во околните скопски населби. Дел од најголемите проблеми беа пожари што редовно избувнуваа поради палење кабли и отпад, каде што индивидуи гореа материјали за да извлечат метали како бакар што дополнително ја влоши еколошката состојба на област. Жителите на населбите како Аеродром и Ново Лисиче често реагираа на дневниот чад и загадување, организирајќи протести со барања за итно решавање на проблемот, вклучувајќи поставување термални камери, 24 часовен надзор и ограда за спречување на пристап на лица што палат отпад.